Опозицијата не добила јасно уверување од безбедносните служби дека во Северна Македонија не се користат напредни софтвери за следење на комуникациите. Тоа според опозиционерите произлегло од денешната седница на Собраниската комисија за надзор на работата на разузнавачките и контраразузнавачките институции, на која се разгледуваа извештаите на МВР, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и военното разузнавање. Уште во јули Собраниската комисија ги задолжи овие 4 безбедносни организации да изготват документи во кои ќе објаснат дали во земјава има, се произведуваат, се користат или злоупотребуваат софистицираните системи Пегасус и Предатор. Членовите на комисијата денеска на затворена седница ги добиле извештаите кои се класифицирани како строго доверливо и затоа никој од нив не смее во јавноста да зборува за нивната содржина. Не добивме кредибилен демант дека во Македонија не се случува следење на граѓаните со така наречен малициозен софтвер, односно напредни софтвери кои што буквално влегуваат во домот. Она што исто така можам да го кажам е дека кај нас како најголема политичка партија во Македонија постои сериозно сомневање дека сме под континуирано физичко следење како опозициони политичари, кое што најверојатно се прави нелегално од страна на одредени структури кои што се во безбедносниот сектор во државата. Тоа што исто така можам да го кажам, а кое што дела и познато на јавноста, е дека во Македонија да се произведувал ваков малициозен софтвер. Една компанија, тоа е компанијата Cytrox, веќе е и на црната листа на Соединетите американски држави, баш заради оваа работа. Бирото за индустрија и безбедност на Министерството за трговија на САД во јули ја стави Cytrox на црната листа со уште 3 фирми од Грција, Унгарија и од Ирска поради обиди да добијат пристап до информацијски системи со цел да ја загрозат приватност и безбедноста на поединци и организации низ светот. Непосредно по оваа одлука на американската администрација и Собранието побара дополнителни информации од надлежните институции и безбедносни служби за работата и производите на Cytrox. Оваа компанија до минатата година ја водел Иво Малинковски, чие семејство има бизнис со продажба на оружје и воена опрема. Cytrox сега е дел од групација која се занимава со изработка на така наречени шпионски софтвер и со неа според последните информации управуваат израелски државјани. Паралелно со собраниското истражување дали во Македонија има и се користи моќен шпионски софтвер, Министерството за надворешни работи соопшти дека изминатата седмица тројца руски дипломати се прогласени за персона нон грата поради преземање активности кои се во спротивно со Виенската конвенција за дипломатски односи. Неофицијалните информации се дека активностите на овие дипломати биле во сферата на шпионирањето. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.